Да зборуваме за Дина или Дюн. Ја немам гледано верзијата на Дина од 1984 година, од самиот почеток па до крај. Само поединечни сцени кои се толку кринч што не би ни помислил да трошам 2 сати за на крај да ми чкрипи мозокот. Ама буквално. Уште кога најавија фактори ресет на се што било во минатото и снимање нов филм во режија на Дени Виленеув, имав чувство дека Дина ќе ја добие екранизацијата што и тоа како ја заслужува. Уште од самиот старт, Виленеув те вовлекува во универзумот како што само тој знае и умее. Сети се на првите сцени од Arrival или Prisoners. Човекот знае дека мора да почне силно за да ја хукне публиката. Од првата сцена во Дина, очите ти се залепени за екранот и одбиваш да трепнеш од страв да не пропуштиш нешто битно. Книгата важи како многу незгодна за филмска адаптација, затоа што изобилува со интерни диалози на ликовите во кои тие ги покажуваат своите мотиви, стравови, скриени планови и слично. Башка на тоа има милион споредни, но битни моменти што го кројат универзумот и политиката на Дина. Од таму постоеше страв дека истото нема да биде доловено во самиот филм и дека многу клучни моменти ќе останат заборавени. Но се гледа дека Виленеув е влюбен во изворниот материјал и не би си дозволил да го масакрира она што е пресликано во книгата. Секако читајќи ја книгата, точно знаеш што мисли и чувствува одреден лик во одредена интеракција и тоа едноставно не може да се пренесе на филм од ризик да те удави со диалози и да ти раскажува наместо покажува. Ама со Виленеув можеш да се опуштиш, знаејќи дека си во рацете на прав вистински мајстор. Знаеш што чувствуваат ликовите преку нивните погледи, не ти треба да чуеш што размислуваат. Од тоа што го имам видено, тоа беше една од главните работи што Дина од 1984 година го направи да биде лош филм. Во Дина 2021 за се тоа се најзаслужни самите глумци. Ваква екипа ретко гледаш во sci-fi или научна фантастика од типот блокбастери. Актерски тешкаши што секоја година се во муабет за Оскар. Го имаш и Джейсон Момоа, што иако не е познат по своите неверојатни актерски способности, знае да го извади максимумот од својот лик, а неговата харизма внесува свежина во екстремно мрачниот универзум на Дина. Ребека Фергусон, Леди Джесика и Оскар Ајзак во водата Лето се феноменални како и секогаш и имаат супер хемија на екран. Никогаш не сум гледал филм со Тимоти Шаламе, ама дечкото е создаден за толкување на водечки лик. Прекрасните визуализации, мрачниот амбиент и неверојатниот саундтрак на Ханс Зимер го прават овој филм доживување што треба да се искуси на неголемиот можен екран на кој можеш да го гледаш. Да се гледа на телевизор речиси е навреда за сиот труд што влегол во создавањето на овој аудиовизуелен спектакл. Имаше сомнежи дека вториот дел на Дина никогаш нема да го дочека белиот ден. Не е класичен блокбастер или суперхеројски серијал, па висеше во воздух дали ќе има доволно посетители за да оправдаат продолжение. Сепак, легијата на фанови на Дина универзумот си го направија своето. Продолжението е најавено за 2023 година, кој ќе чека до тогаш секако ќе дочека. And you die. What's in the box? Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others.